Заради превентива од болеста чвореста кожа кај добитокот, Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори добиточниот пазар во Облешево. Неколкумина неупатени сточари кои не знаеа дека пазарот е затворен, дојдоа да продаваат добиток изненадени од тоа што го затекоа си се вратија назад со добитокот, затоа што одговорните на пазарот не дозволија во него да влезе било каква стока. Како и многу други пазари во Македонија, така и сточниот пазар во Облешево е затворен за продажба на крупен и ситен добиток. Од Агенцијата за храна и ветеринарство не знаеа да кажат до кога ќе биде вака, но сепак само истакнаа дека е затворен превентивно заради појавата на болеста чвореста кожа. Штетите од неработењето на пазарот ќе бидат најголеми за сточарите, велат одговорните на пазарот, и додаваат дека откако пазарот ќе биде отворен, во него ќе може да влезат само говеда со сертификат, а тоа значи дека сточарите во меѓувреме треба да ја вакцинираат стоката и да извадат сертификати издадени од ветеринарни институции. Докторите по ветеринарна медицина велат дека болеста е опасна за добитокот и може да предизвика огромни штети. Станува збор за вирусно заболување кај едриот добиток, значи кај говедата. Пренесувачи вектори на болеста се сите инсекти кои што цицаат крв. Значи комарци, муви, болви, крлежи. Имаме прво покачување на инкубацијскиот период е од 14 до 20 дена. Најпрво имаме покачување на внатрешната телесна температура кај животните, појава на лезии по кожата, значи како чворови, во вид на чворови. Од гледна точка на тоа, значи колку е опасна болеста, станува збор за болест која што нанесува економски штети на сточарството кај нас. Значи, доколку имаме крава која е веќе заболена од чвореста кожа, никогаш таа крава повеќе нема да се врати на претходните параметри на продуктивност. Атанасов додава дека болеста чвореста кожа се уште ја нема во Кочани, но во Македонија е присутна, па затоа превентивата е најважна. Истата не се состои само од затворање на пазарите, туку и во вршење превентивна вакцинација што се врши само во другите земји, се уште не во Македонија. Затоа се препорачува превентивна дезинсекција против инсектите на самите одгледувалишта и да се избегнуваат мочурливи места каде што концентрацијата на муви и комарци е поголема. Во Македонија болеста се јавува за прв пат, а истата не се пренесува кај човекот.